Утре почнуваат карневалските свечености во Струмица. На церемонијата на отворањето на карневалските денови, градоначалникот Костадинов символично ќе им го предаде клучот од градот на карневалџиите и една седмица Струмица ќе живее во духот на маските, забавата и фантазијата. Традиционално, карневалот го започнуваме со предавањето на клучот на 13 март, кога во среда официјално мојот мандат како градоначалник за оваа година завршува и мандатот за градоначалник го предаваме во рацете на карневалистите. Се надевам дека покрај сите и целото обкружување кој што го имаат со сите предизвици, добро ќе менаџираат со градот. Ќе се погрижат да имаме што е можно повеќе насмејани лица, да имаме повеќе песни, да имаме многу забава и се надевам дека што е можно повеќе гости ќе привлечат во Струмица. На крај да не должам многу, само би завршил дека Струмичкиот карневал, како што добро тоа го потенцираше Игор, првиот пишан запис е од 17-тиот век од Евлија Челебија, е некаков спој на оставање на траен белег на сите оние кои што биле дел од карневалот, независно дали биле дел од карневалските одбори, дали биле градоначалници, советници, водители, сите тие се должни да Струмичкиот карнавал трае и се проткајува од генерација на генерација струмичани, па би рекол и македонци, и непобитен фактот и Струмичкиот карнавал е еден од најважните културни настани во државата. Од карневалскиот одбор велат дека се подготвени за уште едно незаборавно издание на Струмичкиот карневал. Годинава имало голем интерес за учество на групи од странство, но организаторите морале да го ограничат бројот поради малиот сместувачки капацитет на регионот. Карневалските денови во која што еве ние ќе ја преземеме власта, без борба, без избори, значи Карневалската партија на Македонија, значи пред избори сега ветува дека ќе направи се да се чувствувате добродојдени, весели и разиграни, како што рекол Евлија Челебија, во најкарневалскиот град во Македонија. Значи, за гостите од странство, што рековме, можам да кажам дека годинава владееше незапамтен интерес за учество на Струмичкиот карневал. Изразија желба да дојдат во Струмица околу 750 учесници од повеќе земји. Меѓутоа, за жал, нашите финансиски можности, но повеќе можностите за сместување на гостите, тоа не го дозволија и моравме да се ограничиме на околу 500 учесници, така да бевме принудени да одбиеме десетина групи. Предност дадовме на оние карневалски групи кои потекнуваат од градовите со кои имаме повеќе годишна соработка, бидејќи еден од мотивите за размена на групи е да можеме нашиот карневал да го представиме и ширум Балканот со учество на други карневали. Главното карневалско дефиле е во сабота, а во недела на Прочка се одржува детскиот карневал.